Одреди ги пресечните точки на правата x минус y плюс 1 еднакво на 0 со координатните оски. Рековме дека x оска ја има равенката y еднакво на 0. Ако тоа y еднакво на 0 го замениме во равенката, ќе добиеме дека x е еднакво на минус 1. Ова значи дека точката А со координати минус 1 и 0 ќе биде пресечна точка на правата x минус y плюс 1 еднакво на 0 со x оска. Y-оската ќе има равенка x еднакво 0. Ако ова x еднакво 0 го замениме во равенката, ќе добиеме y еднакво на 1, па точката B со координата x0 и y1 представува пресечна точка со y оска. Да ги одредиме пресечните точки на правата AX плюс BY плюс C еднакво на 0 со координатните оски. Значи, ако ставиме x0, добиваме пресек со y оска. Ако ставиме x0 во равенката, добиваме by плюс c еднакво на 0, y ќе биде минус c врз b. Точката T1 ќе има координата x0 и y минус c врз b. Под услов да константата b, односно коефициентот b, не биде еднаков на 0. Значи пресечна точка на една права со y оска има координати 0 и минус c врз b. Ако ставиме y еднакво на 0, тогаш ќе добиеме пресек со x оска, затоа што x оската има равенка y еднакво на 0. Заменувајќи наместо y 0, равенката добива облик ax плюс c еднакво на 0, па x координатата ќе се добие како минус c врз a, односно точката T2 со координата x минус c врз a и y 0, каде што a не смее да биде 0, е пресечна точка на правата ax плюс by плюс c еднакво на 0 со x оската. И за крај, од оваа наставна единица, општ облик на равенка на права, имаме 5 задачи за домашна работа. Во првата задача се бара да се одговори на прашањето која од понудените точки под А, Б, В и Г лежи на дадената права. Проверката ќе се изврши на тој начин што x координатата ќе треба да се замени во правата и y координата на точка да се замени во правата. Ако добиеме точно бројно равенство, заклучуваме дека точката ќе лежи на дадената права. Ако не се добие точно равенство, точката не лежи на правата. Во втората задача имаме каква положба имаат во координатна рамнина правите чии равенки се. Значи треба да одговориме дали правите се вертикални, хоризонтални, коси, дали поминуваат низ координатен почеток и така натаму, и да ги нацртаме нивните графици со помош на две точки. Во третата задача имаме равенки и треба да го одредиме непознатиот коефициент А, Б и С, така што дадената точка да лежи на правата. Значи координатите на точката x и y ги заменуваме во правата како броеви и останува една равенка со една непозната, овдека ќе биде непознатата А, тука Б, овдека С и ќе ги најдеме.
Во четвртата задача одреди ги координатите на точките во кои што правата дадена со ова равенка ги сече координатните оски, значи ако сакаме да најдеме каде ја сече x оската, ставаме y0, ако сакаме да најдеме каде ја сече y оската, ставаме x0. И во петата задача имаме параметар m во равенка на оваа права, треба да го одредиме параметарот m, така што правата да минува низ координатен почеток. За да минува низ координатен почеток рековме дека c треба да е 0, тоа е ова овдека. Под b да е паралелна со x оска. За да биде паралелна со x оска, таа е од обликот y еднаква на b, значи треба x да го нема, а тоа е коефициентот а да биде 0, да е паралелна со y оска и да минува низ точката Г, тоа го оставам на вас.